интерес во смисла на заштита на слободата на изразување и она што е напишано во договорот од 2 јуни и од 15 јули. Разговаравме и за законот за свиркачите, кој е новитет во македонското законодавство, за кој ќе треба да се направат дополнителни напори за доближување. Законот за влада е особено значаен, додаде Димовски, бидејќи предвидува воведување дополнителни заменици министри, што како регулатива досега ја нема македонското законодавство, поради што неопходна е измена на законот и прецизно утврдување на нивните надлежности. Како позитивен исчекор од досегашните разговори, Димовски го издвои усогласувањето за изборниот законник, за кој посочи дека било можно уште денеска да се најде во собраниска процедура. Лидерот на СДСМ Зоран Заев по средбата го обвини ВМРО ДПМНЕ за како вели купување време. Разликите во однос на законот за прислужуваните материјали, додаде, е тоа што СДСМ не се согласува со казнување на медиумите за објавување на материјалите. На разговорите во Пржино присуствува и евроамбасадорот Иво Орав, американскиот амбасадор Джес Бейли и белгискиот посредник во преговорите на работните групи Питер Ван Хауте. Пратеничката во Европскиот парламент од Словенија Патриција Шулин вели дека е изненадена што некој во дипломатијата или во политиката може да помисли да лаже за тоа што се разговарало на официјалната средба. Јави Мија од Брисел. Повод се демантите што со денови пристигнуваат од највисоките политички представници на Израел во врска со официјалната посета на председателот на СДСМ Зоран Заев на оваа држава и неговите средби со председателот и министерот за внатрешни работи на Израел, по кои Заев посочи дека се разговарало за внатрешно политичките случувања во Македонија и за така наречените бомби, што неговите соговорници потоа мора и официјално по писмен пат да ги демантираат. Европратеничката Шулин вели дека никогаш во нејзината богата политичка кариера немала искуство некој нејзин соговорник по официјален состанок да излаже за тоа што точно се разговарало. Пратеничката во Европарламентот смета дека такво нешто е под секое ниво. Владата утре во повеќе печатени медиуми и на својата веб страница ќе го објави јавниот повик за 5-тиот циклус на проектот Учиме од бизнис заедницата. Повикот ќе биде отворен до крајот на декември годинава, најави вице-премиерот за економски прашања Владимир Пешевски. Проектот Учиме од бизнис заедницата се покажа како исклучително успешна алатка за подобрување на соработката меѓу владата и приватните компании, како и за унапредувањето на деловното опкружување во Република Македонија. Ги охрабрувам и повикувам сите компании, независно во кој град се да се пријават на јавниот повик и да придонесат секоја на свој начин за подобрување на бизнис климата, рече Пешевски на пресконференција. Ноќта меѓу саботата и неделата почнува зимското сметање на времето, со што стрелките на часовникот ќе се поместат за 1 час наназад. Тоа значи дека во 3 часот ноќта стрелките на часовникот треба да се вратат на 2 часот, така што ќе се спие 1 час повеќе. Последните 24 часа издадени се потврди за искажана намера за барање на азил на вкупно 2696 странски државјани. Такви потврди од 19 јуни се издадени на вкупно 158.435 странски државјани. Меѓународната организација за миграција од Грција соопшти дека изминатиот викенд во Грција влегле досега најголем број на мигранти, односно над 27.000 за 3 дена. Германската канцеларка Ангела Меркел може да се соочи со остар отпор во нејзината партија поради политиката на отворени врати за бегалците, откако мнозинство од пратениците од Христијанско-демократската унија презедоа парламентарна иницијатива за поставување на заштита налик на Берлинскиот зид на границата со Германија. Деталите на планот за запирање на приливот од по 10.000 мигранти дневно се објавени во весникот Билд, а иницијативата е поддржана од 188 од 310 пратеници на ЦДУ во парламентот. Хрватска пак ќе ја затвори својата граница за мигрантите ако тоа го направи и Германија, изјави хрватскиот министер за надворешни работи Весна Пусич, но се надева дека нема да дојде до таков развој на настаните. Кога Германија ќе ја затвори границата и Хрватска ќе ја затвори, сите ќе се затворат и ќе добиеме домино ефект, вели Пусич. Во меѓувреме, хрватскиот весник Јутренји лист пишува дека хрватската влада е подготвена да почне со изградба на ограда на границата со Србија, која би била изградена за 2 недели. Според информациите на Загребскиот весник од извори во владата, плановите за оградување на границата постојат одредено време и откако пропаднал планот Ц, се е подготвено за планот Д, кој опфаќа подигнување зид на српската граница за 14 дена.